Споменавме дека во утринската програма денеска ќе го одбележиме и светскиот ден на наставниците. И по повод денешниот ден ние ќе позборуваме и во продолжение на една тема која што е поврзана со образовниот процес, но поконкретно станува збор за еден проект. На оваа тема или повеќе за ова во студиото заедно со нас е Ана Мицковска-Ралева, представничка од проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, и со нас е и Анита Ангеловска, директорка на Основното училиште Кирил и Методи во Стајковци, Газибаба. На почеток ви посакувам добре дојдовте во нашето студио, но исто така и воведно, пред да се осврнеме повеќе на самиот проект на USAID и вклучувањето на инволвирањето на оние главни поенти во проектот и во образованието, би сакала да споделиме збор два по повод светскиот ден на наставниците, како и за значењето на наставниците во образованието или во образовниот процес. Благодариме прво на поканата. По однос на темата на денот, одлично е што ја покривате вие како телевизија, бидејќи е многу значаен настан кој што треба навистина да се слави повеќе од еден ден во годината, бидејќи наставниците според бројни истражувања се покажува дека се најбитниот фактор за квалитетно образование. Значи може да имате перфектно поставен систем со одлични материјали, програми, учебници и слично, меѓутоа доколку нема квалитетен наставник, тогаш сето тоа не е доволно. И Анита како некој кој што доаѓа директно од практиката може тоа да го потврди и да каже колку наставникот е најважниот фактор за квалитетното образование. Ви благодарам за поканата и за приликата. Јавно е вака да им го честитам денот на наставниците на сите мои колеги од Основното училиште Кирил и Методи Стајковци и Страчинци и на сите наставници, односно сите вработени во воспитно-образовниот систем, затоа што имаме стручни соработници, администрација и помошно-технички персонал. Сите тие се заслужни за да наставникот може да реализира настава, односно да стигне до нашите приматели на услугите, нашите ученици. Наставникот е најважниот фактор за реализација на квалитетна настава и ние како училиште, како систем воспоставуваме пракса да ги зајакнуваме капацитетите, бидејќи располагаме со навистина професионален кадар кој што бара само мала поддршка за да може да го даде најдоброто од себе. Им посакувам многу успех и денешниот ден да им биде убав и да се чувствуваат гордо и достоинствено што одбрале таа професија. Да. Се приклучувам кон честитките за сите наставници и сите учесници во овој образовен процес, бидејќи, како што рековте, едни без други не може да функционираат, или тоа е еден мозаик што доколку фали едно делче, тогаш не би бил целосен, така и овде, така што целокупната професионална работа која што ја имаат сите е многу важна за резултатите понатаму. Ние ќе зборуваме, споменав за еден проект на крајот на септември, кој што е во рамките на проектот на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, каде што беше организирана посета од страна на консултанти од Финска за споделување на финските образовни искуства. Тие одржаа обука со представници од образовниот процес во нашата држава, меѓу кои бевте и вие, Анита. Но најпрво малку околу самиот проект и финскиот образовен процес или тие искуства кои што беа споделени. Значи, проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието се спроведува веќе 4 години и веќе сме во 5-та година на реализација. Во тој процес работиме од најниско ниво, значи нивото на практичари, училишта, наставници, стручни служби и најбитно ученици. Сите основни и средни училишта во државата се вклучени во активностите, меѓутоа работиме и со креаторите на политиките, значи образовните институции, како што се Бирото за развој на образованието, Центарот за средно стручно образование, образовниот инспекторат и слично. Сметаме дека е неопходно да се работи од сите страни, од сите аспекти. Конкретно, компонентата на проектот во рамки на која беше посетата на финските консултантки има за своја цел да ги зајакне демократските вредности и граѓанските однесувања на учениците.
Тоа се прави преку наставни активности, значи првенствено зајакнување на наставата по граѓанско образование, каде што за демократските концепти нема само да се учи теоретски, туку тие навистина ќе се практикуваат во училиштето преку различни практични активности на учениците, и исто така и преку воннаставни активности, првенствено спроведување на ученички иницијативи на ниво на училишта и заедници. Ученичките иницијативи, Анита може да каже конкретно што се спроведува во нивното училиште, меѓутоа генерално сите училишта се вклучени во спроведување на активности каде учениците иницираат некоја позитивна промена во нивната заедница. Таа може да биде најразлична, важно е идејата да произлезе од учениците и тие под раководство и водство на своите наставници и другиот кадар во училиштето да работат кон постигнување на таа позитивна промена во училиштето. Тоа може да биде од нешто што се однесува на подобрување на условите за наставата, подобрување на квалитетот на наставата, подобрување на состојбите на некои ранливи категории во општеството, застапување пред институции, пред општина, пред централни институции за некоја проблематика која што сметаат учениците дека треба да се реши. Сега во таа насока, посетата на консултантките од Финска беше со цел да ги видиме нивните искуства во развивање на демократска култура во училиштата, значи да видиме кои се начините на работа на финските училишта, кои што нивниот систем го прават на вистина според различни мерила еден од најдобрите во светот и нивните ученици едни од најзадоволните ученици. Меѓу другото, целта беше и да се зајакнат капацитетите на одредени чинители од образовните институции, советници, инспектори, практичари од училиштата, за да можат тие понатаму да ги поддржуваат останатите во развивање на демократска училишна клима на ниво на училишта. Да. Ова е една мотивација за сите ученици за да може да даваат своји иницијативи во однос на идеи кои што тие ги имаат во таа насока, да им проработи креативноста и во тој дел, но и да биде за општо добри на самите училишта и за сите ученици меѓусебно. Имавме и фотографии кои што ги погледнавме во текот на разговорот за тоа како изгледаше реализацијата на дел од овој проект, но рековме во продолжение, Анита ќе ни објасните за тоа какви беа искуствата од обуката и дел од активностите поврзани со граѓанското образование кои што се спроведуваа во училиштата, а истовремено и за тоа што покажа дел од иницијативите самите ученици. Прво сакам да кажам дека многу бевме среќни сите затоа што ние сме луѓе кои што сакаме да посетуваме обуки, особено тимот со кој што работи МЦГО и УСАИД, и одамна не сме биле на обука во која што ќе бидеме со физичко присуство. Навистина бевме среќни да слушнеме нешто повеќе од луѓе кои што се директно инволвирани во воспитно-образовниот процес во државата која што ние сметаме за најрелевантна и ја сметаме како европски примен за добра практика, нели? И она што го видовме, споредбите што ги правевме тие 3 дена на посетата на експертките од Финска, дека всушност нашиот образовен систем е многу сличен во однос на нивниот образовен систем, со тоа што кај нив се води сметка многу за зајакнување на човечките потенцијали во училиштето, за кревање на достоинството на професијата наставник и на атрактивноста на оваа професија. И она што ми остави најголем впечаток дека во финскиот образовен систем, односно финското општество е општество на доверба и дека е нели финскиот образовен систем нема ќорсокаци, значи тие 2 реченици вака ми ѕвонат во ушите. Ние како училиште многу вложуваме последните неколку години во тоа да ги зајакнеме човечките капацитети преку различни обуки, работилници и семинари и можности, но и да ги зајакнеме капацитетите на учениците за нивна демократска партиципација, за да стигнат до такви ученички иницијативи, тие треба да имаат поддршка, нели, за да можат слободно да го кажат тоа што го мислат, да побараат онаму каде што треба, да знаат каде да се обратат и да направат една ученичка иницијатива.
ученичка иницијатива, демократска партиципација и меѓуетничка интеграција, заради тоа што во нашето училиште наставата се одвива на два наставни јазика. Ние имаме и подрачно училиште во Страчинци, каде што наставата на албански наставен јазик. И сега, согласно законот, но согласно потребите, формираме секоја година ученички парламент и имаме ученик правобранител, кои што редовно се состануваат најмалку еднаш седмично. И тие разговараат и дискутираат, значи не веднаш учениците се осилуваат за да го кажат своето мислење, затоа што демократијата не е и анархија, туку постојат правила кои што треба да се почитуваат и на кој начин да се реализираат. Меѓутоа, нашите ученици, учествувајќи во сите тие активности и поддршката која што им ја даваме, успеа да направат иницијатива во која што хортикултурно го уредија училишниот двор, го уредија дворот во Страчинци, кој што сега изгледа баш по нивна мерка, онака како што тие сака. Ја фарба оградата, насадија цвеќиња, го офарба неколку училишни капчиња, каде што тие престојуваат за време на големите одмори. Поднесува иницијатива до градоначалникот на општината за зголемување на безбедноста на учениците со тоа што ќе им се постават пешачки премини на повеќе локации и оние сопирачки за да возилата не возат брзо, бидејќи училиштето се наоѓа на таква една небезбедна улица. И направија една последната наша иницијатива со која што многу се гордееме. Нашите ученици успеа самостојно да одработат да може да направиме училишна кантина. И сето тоа го прават со писмено обраќање до директорот на училиштето, до нивните наставници. И многу сум горда со тоа што нашиот ученик правобранител има канцеларија еднаш во неделата во среда од 12 до 13 часот му е приемен ден. Ние досега немаме поплака од ученик кој што би кажал нешто, бидејќи поплаките можат да бидат и анонимни, во однос на соработката која што има со учениците или со наставниците. И последниот настан на кој што беа гостите од Финска, тие беа наистина изненадени од тоа како пријатно изгледа во училиштето, бидејќи во прва смена малицките ученици со новата концепција за основно образование немаат звонче и си го организираат денот, односно часовите, онака како што им налага распоредот, меѓутоа колку сето тоа функционира без некоја голема врева. И баш беше интересно што тие кажат дека исто како кај нас, и ние велиме не баш исто, ама би сакале да биде исто, заради тоа што се стремиме кон тоа да бидеме добри. Добро е кога се зема пример од, да речеме, најдобрите, и добро е кога акцентот се става на мотивација, како што кажавме, на самите ученици, да истовремено им биде поразлично од досегашното на некој начин образование или учење часови, предмети едно по друго, да бидат присутни кон оно што се создава ново, но и да бидат самите тие креатори на тоа кој што можеби понатаму ќе се практикува. Тука некаде би требало да ни заврши разговорот во интерес на времето кој што го имаме до крајот на денешната програма. Јас ви благодарам за вашето гостување денеска и јас верувам дека понатаму ќе се работи во оваа насока, се со цел подобрување на образовниот процес и приближување кон оние кои што најдобро знаат да го прават тоа, во случајов кога зборувавме за финското образование, така што ние ќе бидеме тука во иднина да ги споделиме информациите нови кои што ќе ги имате. Благодарам. Благодариме.